Стефан, започнуваат подготовките на репрезентацијата. Сега се работи за турнирски систем, надпревари на секои 4 дена. Што очекувате од шампионатот и што значи онаа победа против Германија пред неколку месеци за зајакнување на моралот дека оваа Македонија и тоа како заслужува да игра на европско првенство и тоа да игра битна улога таму, а не да биде епизодист? Така, европско првенство, знаеме што значи европско првенство за Македонија. Ќе пробаме овие 3 недели колку што ни преостануваат да се спремиме, што подобро можеме и ќе ги гледаме противниците, ќе ги анализираме и ќе пробаме да одиграме најдобро што можеме, за да ги изненадиме нашите противници и да пробаме да се пласираме во следниот круг. Велат дека првиот надпревар е оној небитниот, оној во кој што треба да се разбие така наречената трема, колку Австрија, која што добро познаваме, може да биде наша шанса во групата. Па добро, мислам дека групата не е атрактивна. Ќе бидат изедначени сите надпревари. Така да мислам дека против Германија покажавме дека можеме против секој противник да играме, да се спротивставиме на секого, така да мислам дека и тие гледаат со други очи на нас сега. Така да ќе пробаме од првиот надпревар да се фокусираме на тој надпревар, затоа што и да победиме и да изгубиме ништо не е загубено, така да имаме 3 надпревари и ќе пробаме да даеме да се покажеме во најдобро светло и се надевам, како што кажав, пласман во следната рунда, зошто не. И на крај, скоро сите наши репрезентативци имаат искуство во странство, освоиле трофеи на домашна и меѓународна сцена, но ова е круна на кариерата. Што значи за тебе едно учество на европско првенство? Веројатно сон на секој професионален фудбалер од најмали носи. Па секако. Претходните европски првенства ги гледавме на телевизија и навивавме за некоја друга репрезентација. Сега ова е ново искуство и, како што кажат, е круна на нашите кариери. Така да ќе одиме таму, ќе дадеме се од себе, нема што да загубиме, така да ќе биде убаво за гледање и се надевам дека ќе уживаме на тие надпревари.